Светот на водата има начин да ги овековечи митовите, да ги завитка езерата со мистерија. Секој удар на доиранскиот бран не може да ја раскаже милениумската приказна на езерото. А тоа гостопримливо ги пречекало своите први гости уште од 5 век пред нашата ера. Тауријан, античкиот град тврдина кој во првиот и во вториот век пред нашата ера во времето на Филип II и Александар Велики ја потврдува историската важност на доиранското крајбрежје. Секогаш примамливо, мирно и кротко, но доволно свое и наетливо посебно, кое како воден бедем ги сочувало своите луѓе и обстоило и под оган, и под болест, и под робство, и под самото себе. Полин. Плодоносното поднебје не може да живее без живот во и околу себе. Како зрно изртено од темната почва, така врзнеа никна и порасна новиот град Полин. И новиот град покрај езерото ги прифаќа навиките на стариот Тауријан. Основни животни радости остануваат да бидат добриот риболов, успешниот лов, родната градина и здравиот пород на стоката. Доиран. Турците османли го дале третото име на градот Доиран. Во втората половина на 15 век Доиран бил нахија, центар на неколку селски општини. Кон крајот на 19 и почетокот на 20 век Доиран наликувал на Солун, поради тоа го нарекувале Малиот Солун. Бил изграден амфитеатрално во стилот на цариградската и солунската архитектура. Овој меланж на културно-историски моменти завиени со митот за прекрасната Доирана, која бегајќи од османлискиот бег кој бил влюбен во неа, скокнала во изворче кое што се проширило и го поплавило местото од кое се родило Доиранското езеро, представува доволно провокативен туристички амалгам и за најпрепирливите. Црквата Свети Илија на влезот на Стар Доиран е символ на турбулентното минато и потсетник на еден поинаков град. Заедно со Саат кулата и уште неколку објекти се единствените кои сведочат за тој поинаков Доиран, град кој е разрушен во текот на Првата светска војна. Доиранскиот фронт го опфаќа просторот од Доиранското езеро до реката Вардар. Широчината на овој простор на кој се испишани тажни и несреќни денови изнесува околу 25 километри. Поставена вон границите на Стар Доиран, црквата Свети Илија се издига на високо зарамнето плато, мечкина скала, на северниот дел од градот во близина на езерото. Во зборовите на Џон Раскин, најголемата слава на еден објект не е во неговите камења ни во злато. Неговата слава е во неговите години и неговите ѕидови кои се тестамент на минувачките бранови на човештвото. Се пронаоѓа и вистината за црквата Свети Илија. Изградена е од страна на Ѓорги Новаков Џонгар во 1848 година. Градена во екот на преродбеничкиот период на сакралната архитектура во 19 век. Црквата настрадала со бомбардирањето во Првата светска војна од 1916 до 1918 година, при што поголемиот дел од архитектурата е оштетена. Надворешните ѕидови и камбанаријата се единствените кои ја преживуваат војната, кровната партија и интериерот за жал се изгубени. Се поминува, но ништо не исчезнува целосно. Така и трагите за во тоа време велелепната кула која гордо стоела исправена над Доиранското езеро и го мерела времето, ако е возможно тоа да се измери. Саат кулата во Доиран е лоцирана на ридот на Доиранското езеро, каде што некогаш се наоѓала горната чаршија во близина на Амамот и чешмата. Точната година кога е изградена не се знае. По народните кажувања таа е изградена во 14 век, и тоа во првите години по освојувањето на градот од страна на турците во 1372 година.
Се предпоставува дека усвојувачите, предводени од полковникот Евренос Бек, имаат поминато преку замрзнатото езеро, кое било покриено со снег без да знаат дека е езеро. Впрочем, таква легенда живее помеѓу дојранчани. Кога аскерите влегле во градот, населението останало изненадено од тоа како не се издавиле, а и пашата повеста дека војската минала преку заледеното езеро бил зачуден. Во чест на спасувањето на војската од сигурна смрт и освојувањето на Дојран, Евренос Бек ја изградил Саат кулата. На 100 метри од градската плажа се наоѓаат остатоците на единствената бања во градот Дојран, позната како Амам, турски збор што значи бања. За оваа бања не се знае кога е изградена, но се зборува дека секој ден работела и тоа се до 1916 година кога е разрушена. Светот на водата има начин да ги овековечи митовите, да ги завитка езерата со мистерија. А вие пак имате начин како да ги овековечите миговите и да создадете меморија која ќе се прераскажува преку шумот на вашите воздишки и шумот на дојранските бранови. Едноставно, дојдете во Дојран и дишете го со полни гради. Дојран се памети.